Благодарам. Почитуван колега, почитуван министр, навистина може би немаше да сявам денеска за збор, доколку не бев испровоциран со една дискусија. Навистина е намален криминалот во Тетово и во цела 6-та изборна единица, од проста причина што дојде живот и премногу луѓе се одселија. Така да нормално, кога има помалку население, нормално е да падне криминалот. Тоа е вистината. Ете, министерот знае, има интегрирано гранично обезбедување и знаете многу добро колку луѓе секојдневно се заминуваат од Македонија. Би сакал да ве демантирам. Дадовте една изјава уште во текот на 2018 година дека во Тетово повеќе нема криминал. Криминал имало и секогаш ќе има. Дали е стапката повисока или пониска зависи од многу чинители, меѓу кои што и од работата на Министерството за внатрешни работи и дали тие случаи се регистрирани, јавно кажани или не. По една прилика кажавте дека сите случаи јавно ги кажувате, билтенот јавно се обелоденува и затоа е перцепцијата дека криминалот пораснал. 3 случаи ќе ви напоменам конкретно за Тетово. 2018 година, 30 декември, имаше упад во просториите на Тетовската гимназија, каде што учат учениците македонци. Нема никаков извештај за тоа. Сите кои што живеат во Тетово многу добро го знаат тоа. Или тоа свесно ќе го премолчиме. Втора работа. Денеска имаше на порталите дека во училишен двор вчера во Тетово е избодено дете. Апсолутно го демантира тоа дека нема напади со оружје, затоа што јас сега го прочитав тоа. Трета работа. Имаше пукање во центарот на Тетово. Тоа беше вест само еден ден, кој што беше пред еден месец со калашникови во центарот на градот, што оди во прилог дека не е намален криминалот. Од аспект за тоа за намалување на кривичните дела, пред само 3-4 дена имавме убиство исто така во центарот на Тетово. Наводите дека е намален криминалот, мислам дека не одат во прилог на тоа што го говорите. Благодарам.